Да, ете сме ние назад во студиото на Македонија на Утро, ги отвориме нова тема со нашата прва гостинка денес, доста важна, не само за дејноста од каде што ни доаѓа првата гостинка, туку и воопшто и за нормално функционирање на нашето здравство. Станува збор секако за нашите редовни пријатели и соработници од Сдруженијето за нас, Сдружение на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. Многу актуелности, многу новости кои што ќе ги споделиме. Председателката на Сдруженијето пред некој период се врати и од Генерално собрание, за што станува збор утрово во следниве 15 минути. Секако мене ми останува и да најавам нашата денешна прва гостинка, односно разговараме во следните минути со магистар Гордана Бешлиовска и председателка на Сдруженијето, кое што Ване пред малку го најави. Добро ни дојдовте и благодарам што секогаш издвојувате време. Така ви благодарам многу точно. Така се вратив скоро со мојата делегација од извршниот одбор од Загреб, каде што вака визуелно исто го подигнавме гласот со униформата во Европската асоциација. Но не само тоа ново кај Сдруженијето. Ние доволно 2 месеци да не се видиме, да треба да отвориме неколку теми поврзани со медицинските сестри. Сдруженијето донесе многу големи успеси на сестринството во Македонија, голема видливост и дел од меѓународните сестрински политики, каде што ние преку нашето членство во големите европски асоциации на медицинските сестри работиме во носењето и донесувањето на сестринските политики за кариерните развој на медицинските сестри. Не прави тоа многу видливи во меѓународниот свет со оно што Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри го работи во Македонија континуирано, и тоа е едно наше признавање на целокупните наши активности кои што през годината нели ги преточивме во конференции, во симпозиуми, во конгреси, и сето тоа ни ги донесе овие успеси и овие наши членства во генералните собранија, кои што се едно посебно достоинство и привилегија за нашето сестринство, да не речам односно се и за нашата држава, за нашата нација, за сите нас. А вака униформата додека здравствениот систем не види дека сме толку многу важни и постоиме, значи вака на ваков начин визуелно ќе го подигаме секогаш гласот, и поддршката доаѓа од европските асоциации во тој смер. Се работи за Европска асоциација во која што сме веќе 3 години членови, каде што нашите доаѓенки од историјатот на медицинското на медицинските сестри го добија своето место како пандан на Флоренс Најтингел, која што е за нашето сестринство на меѓународно поле. Ние нашите доаѓенки, вклучувајќи и почнувајќи со нашата Славјанка Влахчева, ја донесовме историјата под паролата дека медицинските сестри кои што си ја знаат својата историја можат во сегашноста да ја креираат понатамошната иднина. Така во ова Европска асоциација на историјатите на медицинските сестри имаме многу важно место во Генералното собрание, и на моја чест и задоволство на нашето сестринство, на сите нас, би сакала со гордост да споделам дека сме делегирани и акредитирани идната година Генералното собрание на сите овие земји членки кои што се 46 точно на број, и бидеме домаќини на истото Генерално собрание. Што значи тоа? Што ќе значи оваа акредитација за Македонија и за македонското сестринство? Кога сте не европска земја, а носите европски настани во сестринството во државата, тоа е нешто кое што е мислам една многу голема гордост и привилегија за нашето сестринство и е многу нешто важно. Сестринската професија е една од 6 регулирани професии кои што европските директиви и курикулуми само треба да бидат преточени во нашата држава, и медицинските сестри да си го добијат кариерниот развој во кој што ќе се остваруваат во дипломските студии и како дел вклучени во самиот образовен процес. Сите овие членства во европските асоциации, вклучително и на специјалистичките студии на сестрите, вклучително и на меѓународната асоциација ИФНА, каде што сме членови со сестринствата од анестезијата и реанимацијата, кои што се нормално од сите здравствени институции, од целиот здравствен систем во нашата унија, во нашето здружение, толку многу меѓународно медицинските сестри од Македонија имаат можност да го докажат колку многу сакаат да се образуваат, колку многу тоа ние значиме и колку тоа многу сме важни во системот, да сметам дека повеќе не можеме да гледаме здравствен систем во Македонија во кој што не ги гледаме медицинските сестри. Мора да го добиеме нашето место во институциите, таму каде што се носат одлуките, каде што законите кои што се носат за сестрите треба да бидат заедно со медицинските сестри носени, па ако сакате сега вклучително не само во Законот за здравствена заштита, и во сите други закони, и во образовните програми и секаде, нашето место е таму каде што се носат одлуките. Не може да се носат одлуки за медицинските сестри, а Унијата на Сдруженијата да не биде таму присутна како единствениот глас која што во сите насоки ги штити интересите, правата и ги бара дури прекршувачите одредби за сестринската професија, преку законот, преку коморното здружување и преку сето она што ќе ни имплементира во институциите. Кои теми доминираа на годинишниот состанок во Загреб?
Имавме можност да се обратиме на Генералното собрание, имавме свечено обраќање каде што нашата хронологија на нашите настани кои што течеа во текот на 2025 година, нашите изложби за село на кое што Славјанка Влахчева и сите доајенки во сестринството го придонеле за развојот на македонското сестринство, имавме можност хронолошки да ги прикажеме пред сите представници на европските нивни седишта, каде што во овој момент со асоциацијата преседава Холандија. Имавме можност да ги донесеме и да ги представиме нашите идни планови за сето на кое што го планираме во делот на повелбата која што ја внесовме Славјанка Влахчева, медаљата од прв ред одликување, кое што е нешто за кое што добивме силни акредитациони нивоа. Мислам дека тоа се некои од нештата кои што и не донесува во ситуација да станеме кредибилни за да можеме да бидеме домаќини на едно вакво огромно собрание. Вие знаете дека ние бевме минатата година домаќини на Европската асоциација на сестринствата со специјалистички студии. 36 земји држави беа присутни на нашиот конгрес во Струга. И тоа е нешто кое што е една асоциација која што е многу видлива, дополнително ви ги носи привилегиите и овие позиции во сите овие други асоциации. Би сакала да ви кажам дека не е гордоста само во моментот што сме акредитирани да го добиеме Генералното собрание за идната година. Нашето присуство во меѓународната асоциација ИФНА не донесе да бидеме конкурентни и очекуваме, аплициравме во секој момент да бидеме примени. Се надевам брзо ќе биде тој, со вас ќе го споделиме на голема гордост и задоволство на сестринството, дел од светската Федерација на медицинските сестри со интензивно лекување. Од овој врв повеќе покрив, значи поголема, по-кредибилна асоциација на сестринството на светско ниво не постои. И тоа зборува дека оваа унија на Сдруженијата на медицинските сестри дотолку ги направи сестрите видливи во меѓународниот свет, во Европа, во европските асоциации и испишува една понова историја, која што оваа историја сега што ја донесовме од Загреб за нешто што го зборуваме за нашето минато, ќе биде новата историја за нашето сестринство понатака во државата. А тоа е многу, знаете, важно затоа што ние се правиме за доброто на пациентите. Сега, да се вратиме малку и на домашен терен, да ги споиме сите овие ваши активности со работата дома. И со тоа колку сте видливи дома. Колку е вашето значење тука, нели, од особен придонес во сето она што го нели давате во здравството. Да почнеме поред. Докаде е постапката за коморно здружување во Министерството? Тоа е една актуелна тема, важна за Многу ти благодарам, Ване, за ова ваква компарација што ми дозволи да ја направам. Значи, кога вака ќе зборувате со гордост и видливост за Европа, светот и подалеку на сестринството, и кога ќе погледнете, значи, колкото Унијата се вложи сите овие години на нас за да го бара законот за сестринството, каде што треба да биде уредено коморното здружување, ќе дојдеме во ситуација во која што ќе си речете тоа е тоа кое што сестрите ги стимулира да си заминат, тоа е тоа кое што сестрите ги стимулира да бидат незадоволни од работните места, меѓутоа Унијата на здруженијата која што ги обединува медицинските сестри никогаш нема да отстапи од сето ова што го бара, бидејќи ќе се повторам и ќе кажам, регулираната професија си ги носи нештата по европските директиви. Кога ќе се отворат поглавијата за влез во Европа за здравство, не постои нешто кое што од ова ние што го бараме и зборуваме не треба да биде уредено. Во тој смер е и коморното здружување, во тој смер е и законот за сестринството. Аплициравме во Министерството за здравство, црпиме сите можни механизми како Унија, како здружение, како представници, за да си го најдеме местото во институциите во Министерството за здравство, преку сектор, преку представници и како и да е. И овој пат аплицираме, повикувајќи се на член од Законот за здравствена заштита, бараме коморното здружување да ни биде уредено со едно надополнување или анекс договор во Законот за здравствена заштита во отсуство на Законот на професијата, кој што во овој момент е проблем како таков и секогаш доаѓа до енер страната и доходниците административни и никогаш не го виде светлото, а ние почнуваме како Унија многу пати од почеток заради промената на нашите структури во Министерството за здравство. Поднесовме барање за коморно здружување, се повикавме на членот Законот за здравствена заштита, како Унија, како здружение ги исполнуваме сите услови кои што може да ги помислите за коморно здружување и барање на правата на медицинските сестри, и сметам дека успешен здравствен систем ќе биде само ако и Фондот за здравство и Министерството за здравство, Унијата на здруженијата на медицинските сестри ги седне заедно со нив и им ги даде ни ги дадат јавните овластувања кои што се во смер на лиценцирање на медицинските сестри, централниот регистар на медицинските сестри, и од тука почнува структурата која што ќе не донесе и до прекршочните одредби
одредби на медицинските сестри каде што ние нели како професија треба според собствената лиценца да имаме одговорност врз основа на која што нели ќе ги снесуваме и одговорностите. Ова е многу важен момент, ќе ви дадеме известување што ќе добиеме одговор. Така. Се уште немаме одговор дали ќе имаме средба, дали и како ќе помине ова наше барање за коморното здружување, меѓутоа ова се нашите контакти со Министерството, со луѓето кои што работеа со нас на проектите во кои што Унијата на Здруженијето беше вклучена активно за унапредување на образованието, каде што ни беа дадени вакви насоки дека треба на ваков начин да аплицираме и тоа ние го направивме. Сега очекуваме, се надевам дека на ваков начин ќе го добиеме коморното здружување, нема да не предизвикаат на друг начин да бараме начини да бидеме видливи. Така. Ние пациентите нема да ги оставиме за да искочиме на улица, меѓутоа ова го правиме се за подигање на вредноста на пациентите. Така, би сакал, нели пред да преминеме на следните чекори, уште едно подпрашање тука поврзано со оваа тема. Ја знаеме важноста на сестрите во секое здравство, не само кај нас, обичниот човек тоа го знае. Така. Но знаеме и дека голем дел од сестрите веќе работат надвор. Гледаме што се случува во болниците, недостатокот го гледаме. И за овие работи, ако бидеме реални, што ги зборуваме сега, најверојатно системот требаше уште многу години порано да превземе нешто за да не дојдеме до оваа точка од која што сега има назад или нема назад. Ајде да бидеме реални. Како може да се покрие недостатокот на сестри, како да се стимулираат младите медицински сестри да не заминуваат од државата, бидејќи како тогаш ќе функционираат докторите? Значи, не може никако да функционира. Не може, тоа е работата. Замислете се вака пластично да ви одговорам, замислете една операциона сала наутро да почне во тимот без медицинска сестра и без инструментар. Што правиме? Што е стратегијата? Па видете, тие се многу специфични кадри и ви треба период за да ги створите. Значи не се станува инструментарка преку ноќ, знаете. Мислам треба период, а многу лесно ги губите инструментарките како дефицитен кадар. Така и со специфичните други области на анестетичарите, на сестрите од интензивни. Пазите, сестрите се веќе специјалисти во сопствените области и ние тоа мораме така да го прифатиме. Тој пристап е таков се заради подигање на вредноста на пациентите. Пациентите и современата медицина и сево на кое што оди напред бара образовани медицински сестри. Тоа е нешто кое што е многу важно. И сега доаѓам до важниот сегмент и момент. И кога вие немате можност да го развивате образовниот кариерен развој во државата, односно ги немате дипломските студии кои што Унијата на Здруженијето цело време ги бара, и кога сите тие образовни квалификации кои што медицинските сестри ќе ги стекнат во образованието не можат во компетенции да ги пресликаат во болниците, од тука следува тоа незадоволство, бидејќи тоа ви ја дава автономноста на одлуките во болниците. Авторитетите на сестрите им недостасуваат авторитети во болниците и во носење на одлуките додека работат во работните задачи и ако сакате на раководните позиции каде што се креираат политиките внатре во здравствените институции. Недостатокот е Добро, ова е тема која што е малку и поопширна и секако со сите овие ваши активности ние следиме, па затоа и морав да го поставам ова прашање. Сакам да кажам дека законот и коморното здружување и некои нешта кога Унијата на Здруженијето на Здруженијето на медицинските сестри би ги добила како јавни овластувања, ќе се постават структурите, од некаде ќе започнеме и нема да биде лесно и едноставно. Опа, микрофончето, програма во живо. Тоа е програма во живо. Ево јас сум тука, ќе го наместиме микрофончето. Ето така. Меѓутоа знаете како, значи образовните квалификации кои што ќе ги стекнете во образованието, вие мора на секаков начин во институциите да ги имате признаено. Не може сестрите да имаат одговорности кои што им се врз основа на додатоци. Значи тоа е нешто кое што толку многу ги во овој момент ги носи многу лесно да одлучат за да се заминат. И би сакала сега малку, ако ми дозволите, во делот на носењето на законите, сега се носи и законот за високото образование. Многу е важно, ние со Унијата го бараме тоа цело време, да значи треба да се најде исклучително добар модел за медицинските сестри, тоа е еден од начините да ги задржите. Да во тој нов закон бидат во модел во кој што ќе се образуваат со соодветен кариерен развој и каде што ќе бидат вклучени во образовниот процес. Так. И овие што ги имаме во моментот високи стручни медицински школи како правни наследници на факултетското образование, треба во овој момент да овозможат преку овие членови во новиот закон за високото образование сестрите да бидат и вклучени во образовниот процес и да имаат соодветен кариерен развој. Овие неколку членови кои што сега ги гледаме за генералното уредување на законот за високото образование, мислам дека ќе се осликаат малку негативно кај сестринствата заради тоа што ние сега во
оваа ситуација имаме само статус на предавачи во високите стручни школи, а овие измени на дополнување ќе ни ги земат во моментот и тие статуси и она нешто кое што го имаме на некој маргинализиран начин сега како удел во образованието на медицинските сестри, овој закон ќе ни го одземе. Треба многу да се дискутира, треба унијата на здруженијата, пак ќе повторам, да биде таму каде што во моментот додека се носат измените и на дополнувањата, врз основа на сондажата и нашите податоци кои што ги имаме од терен да се донесат одлуките за да не направиме дополнителни. Затоа ние ќе следиме вашата работа и па јас се надевам ќе брзо ќе споделиме со вас и новото членство во светската организација и ќе ви известиме за Генералното собрание и за сето она кое што унијата на здруженијата го има како за задача, бидејќи ние во Загреб се сретнавме и со председателството на ИФНА, добивме протоколарни задолжувања за стручни настани, големи за сестрите. Така, ви благодариме за гостувањето во Македонија на Утро. Во овие 15 минути верувам споделивме, успеевме и да за многу работиме, ние малку ни се 15 минути, меѓутоа многу ви благодариме и ние за овој одвоен простор време ви благодарам. Благодариме уште еднаш.